Благодарам председателя. Исто така и овој амандман, односно овој систем кој што предлагам да се набави од страна на државата преку формирање на посебен буџет, кредитна линија или не знам на кој начин, тоа подобро го знаат економистите, е уште едно големо барање на жителите на општина Егуновци кои што останаа без работа со затворањето на оваа фабрика која што беше гигант во Република Македонија. Фабриката Југохром е оддалечена 15 на километри од градот Тетово и беше посочувана како главен фактор за аерозагадувањето во Тетово. Како фабрика учествуваше во вкупниот бруто домашен производ на Република Македонија со 1%, а од целокупниот македонски износ на металопреработувачката индустрија 7% беа легурите на комбинатот. Во фабриката се топеше руда 24 часа, при што се добиваа и по 30 и повеќе милиони евра годишно. Со оглед на цените на феросилициумот на светските берзи, со затворањето на Југохром, а особено со незаинтересираноста на владата да се помогне во изградба на нови филтри, односно на овој систем, се направени големи економски штети и на регионот, а особено на народот кој што се повеќе се иселува од Јегуновци. И само да ве потсетам дека функционирањето на оваа фабрика беше поврзана со функционирање на други дејности, како што беа, например, транспортните, производствените предпријатија, локалната инфраструктура. Со една реченица, фабриката беше клучен сегмент на македонската економија. И во Југохром работеа повеќе од 1200 луѓе, тоа се 1200 семејства кои што, за жал, се оставени на милост и немилост и да се снаоѓаат самите за својата екзистенција. Сметам дека притисоците кои што се направија од страна на тогашната на една невладина организација, подпомогната од политички структури, придонесе да се затвори оваа фабрика и покрај тоа што и синдикатот и директорот на фабриката Југохром убедуваа дека може да работи фабриката и паралелно да се поставуваат филтри, но сепак одлука беше донесена каква што беше донесена и денеска имаме уште еден гигант како што е Југохром затворен. Со затворањето на овој гигант и значи огромен економски пораз за општина Егуновци, но исто така и за луѓето кои што работеа таму, а особено за македонската економија. Ова исто така беше уште едно од ветувањата во предизборието на Социјалдемократскиот сојуз и на функционерите од Социјалдемократскиот сојуз кои што ги убедува луѓето дека ќе направат се што е во нивна моќ за да профункционира Југохром во 2018 година. Денеска сме 2020 година и Југохром не функционира, луѓето не работаат. Значи, повторно се ветува се и се што во медениот месец наречен предизборие, ако ќе дојде период на реализација, тогаш топката се префрла на друг, дека не може тоа да го направи владата, не може да го направи не знам кој и штетата останува перманентна и за народот што живее во овие места, но и за државата. Сметам дека државата треба да поведе особено внимание кога се работи за инвестирање, односно овозможување на услови за да работат и да произведуваат индустријските капацитети и дека не треба да дозволиме ниту еден индустријски капацитет да ни изгасне. За жал, Тетово станува град со се помалку фабрики. Добро е што постои Тирзот во Тетово, каде што фабриката Леар е како инвеститор. И верувајте дека сите други фабрики кои што се Југохром, Тетекс, Јар и други поголеми се затворени, така да сметам дека во тој дел може и треба многу да се направи од страна на владата на Република Македонија. Од тука ќе ве повикам на крајот уште еднаш да го поддржите овој амандман, доколку има волја или заинтересираност, сум на добра волја да се намали износот на сумата која што е потребна за да се изгради овој систем за опрашување.
само да се излезе во пресред на граѓаните кои што, верувајте, апелираат да се рестартира овој капацитет. Доаѓа пред изборието, доаѓаат локални избори, СДСМ изгуби во општина Егуновце и повторно ќе изгуби во општина Егуновце доколку овие ветувања не се реализираат. Овие се крупни капитални инвестиции за кои што имаше време до сега да се реализираат. Уште една ќе побарам поддршка од сите членови на комисијата, комисијски овој амандман да помине, а доколку сметате дека има потреба, сум на добра волја да се намали износот за да се започне фазно решавање на овој проблем и печките во Југохром да се запалат и народот да се врати на работа. Благодарам. Дали некој